професори, колешки и колеги. Многу ми е драго што денеска се реализира оваа работилница, имено со професор Спировски, некаде во јуни, со едно кафе дојдовме на идеја на кабинетот и веднаш се јави кај актуелниот председател на нашето здружение и тоа беше веднаш прифатен и потоа поминато на извршен одбор и многу ми е драго што имаме и континуитет во оваа недела на отворен пристап, бидејќи би сакала да подсетам, ние некаде на филозофскиот факултет уште 2010 започнавме, знае професор Спировски, че ставаше на некои трибини и колешката Даневска. Така да, за тие што не ме знаат, јас сум професор на Институтот за дефектологија и главен и одговорен уредник на Journal of Special Education and Rehabilitation и ќе се обидам сега да наредите 30 на минути да го задржам вашето внимание, иако веќе сме при крај на работниот ден. Нашето списание е од 1997 и би сакал да истакнам дека ние идеме во електронска форма уште првиот број. Кога спомнавте прилика, треба бара доста време ова и претходните дискутанти. Што велат американците, мора да се дедикети како сакаш да успееш, инаку тешко би можеле да нашите списания да ги направиме видливи ако сме малку посветени на оваа работа. Ќе се обидам да ги надополнам професор Здравковски, кој што веќе збореше, и колешката Марија од ректорат. Некои слайдови може би ќе ги скокнам во интерес на времето, инаку да поздравам иницијативата и работата на професор Спировски да непосредно веднаш по овие работилници бидат подигнати на заедничната веб страница презентациите, како во видео формат, така и во PDF формат, PowerPoint презентациите, а за секој случај јас тоа ќе го ставам и на мојот слайдшер профил, така што непосредно после ова предавање ќе биде достапна за пошироката јавност. До крајот на 2015 околу 32.000 списанија се регистрирани во светот што ја користат оваа платформа. Веќе видовте во претходните кои се од каде е започната целата приказна во 1998 година и до каде е стигнато. Стигнати сме ние во Македонија до 12 списанија, што професор Здравковски, компарирајќи ги со тие податоци, може да видите, и тука би се придржил кон самокритицизмот на академик Поленаковиќ, дека доле сме како Република Македонија во однос на електронското издаваштво. Секоја чест на позитивните примери, кои што се дава некаква предност и да можат и другите главни уредници на биомедицинските списанија да го следат тој чекор. Која е целта на Open Journal System за управување и публикување? Тоа е дизајнирано да им помогне на истражувачите на универзитетите, факултетите во процесот на преднесување труд, се до финална публикација и да им го олесни работата, се разбира. Она што е важно, беше веќе напоменато, дека многу лесно се детектира со метадата и поврзан со Crossref и тоа е односно директорот во Open Access Journal Systems. Лесно се симнува, тоа веќе беше напоменато. Кои се предностите би ги истакнал тука сега? Брзо публицирање, ефикасно, широко достапно, на широки, значи само треба да имате интернет пристап, помал буџет за менаџирање на списанието од она што го кажа професор Спировски, манускрипт централ и сите тие други системи кои што поигат тоа и може да чинат повеќе на годишно ниво. Индекс на цитираност, ги користи модерните веб-базирани механизми на дистрибуција, ја зголемува видливоста на трудовите на списанијата, обезбедува долгорочно управување и достапност и можноста преку локс за дигиталните ризници, односно складишта, и достига до читателите дури надвор од основната дисциплина на списанието и оние кои немаат пристап до академските библиотеки. Други предности: еднаш публикувано, содржината е веќе достапна на целиот свет преку Open Access. Пребарувачите Google Scholar и Google многу лесно видовме како стигаат до податоците и тоа е добро за да се зголеми нашата видливост како списанија. Задолжително е да се отворите профил на Google Scholar и задолжително е, како што кажа професор Здравковски,
се внесуваат метадати. Инаку и ние го имаме тој проблем, да не ги внесуват, така да ја рачната го прави, тука се губат со часови денови на внесување на метаподатоци, клучни зборови, абстракти и така натаму. Ја подобрува администрацијата и евиденцијата, возможува уредниците, лекторите и авторите од било каде во светот, значи вие може да сте во Конгрес Брисел и од таму да менаџирате со списанието само докато имате автор. Околу историјатот, нашето списание иде двојно. Значи, преку Journal системот од 2009 Open Access и од 2012 преку Open Journal системот, за оно што денес збориме. Тоа е еден проект на Филозофскиот факултет, таа дигитална библиотека, која што е започната со собствени средства и дел од интегративните средства на УКИМ. Опфаќа 10 списанија, нема многу да ги наведам, ќе ги видите подоцна. Тоа се речиси сите институти кај нас имаат по едно списание, што е отежнува финансирањето на списанието. И тука најдолу е нашето списание. Жива антика е едно од попознатите и постари списанија со долгогодишна традиција, психолошко, филозофско, социолошка и така натаму. Вака некако изгледа, значи, еден од нашите броеви на Open Journal System платформата, тоа е минатите волумени од 2012 бројот, а ова е нашата архива каде што се дадени сите броеви назад и најновиот број добро е се правено порано списание, не е ставен 3-4 што излезе во септември, но го има и тој веќе достапен до сите. Кликнувате на линкот, ви се појавува содржината на сите содржини во тој даден број. Професор Здравковски веќе збореше за улогата на Journal Manager, јас ќе зборам за улогата на главниот уредник во овој систем. Гледате на овој слайд, тоа е една сложена шема, вака навидом на поврзаности помеѓу авторот, секцијскиот уредник, Journal Managerот, потоа копи едиторот, layout едиторот и така натаму. Нема да завлегувам во некои поединости, но ќе зборам само за улогата на главниот уредник. Тоа е дека тој треба да ги прегледа сите трудови, дали се соодветни или не списанието, така што често се сеќаваме да ни дојде некој труд кој што не е од нашата област и тој воопшто не иде на рецензија. Јас како главен уредник имам тоа право да го одбијам тој труд. Додавувањето потоа на кописот на уредниците по секции или ако нема такви, тогаш директно на најмалку 2 или 3, често пати и по 4 рецензенти има кај нас. Го надгледува целиот уредувачки процес и донесува конечна одлука на редакцијата за дописите и на крај го објавува бројот, се разбира. Сега ќе одиме по ред како се пишува труд за едно списание кој што е користено на платформа на OGS. Авторите, веќе беше спомнато, прво мора да се регистрираат. Тоа е едноставен процес на креирање на собствен профил со юзерним и пасворд. Во овој стадиум може да се регистрират исто така и како рецензент и читател. Тоа е избор на секој списание, дали ќе и читателите ќе се регистрираат. Ја мислам дека е подобро и тие, за да имате увид кој ви влегува на веб страницата, да и тие барате од нив да бидат регистрирани. И процесот на поднесување се состои од 5 стадиуми. Прво авторот треба да ја селектира на секција за поднесување, потоа ја комплетира листата за квалитет што го процетува на потребните работи за поднесување и тука би требало да се подеси системот да не може да оди понатаму ако не е пополнета таа листа или чек-листа. Потоа може да испрати коментари до уредникот ако смета има поле за тоа дека треба да го стори. Потоа се подигнува или аплодира, кажемо со речник на IT, документот, односно трудот, тоа е најчесто во Word програмот. Комплетно поднесување на листата за метаподатоците, каде што веќе беше објаснато, јас тука нема да се задржувам. Во интерес на времето се даваат основните податоци и информации за трудот, со клучните зборови и абстрактно, кои се бара. Потоа, ако има дополнителни файлови во смисол на фотографии или графици во Excel,
и така натаму, значи тоа е uploading supplementary files полето. И на крај авторот треба да го потврди поднесувањето со кликање тука на едно копче Finish Submission. Потоа уредникот се разбира се логира, проверува поднесување, може да има едно, ни едно, 10 и така натаму, зависно од тоа колку ашурно ја води веб страницата. Ги проверува тие поднесувања и ги избира сите оние некласифицирани предмети и ги доделува на уредниците по секции, најчесто, или пак директно на рецензентите. Во нашето списание ние малце сме по-ригорозни и не го даваме тоа право да може они да бират, бидејќи знаеме дека има доста непотизми, пријателства и така натаму, па ете јас си го земам тоа право да мора ја да ги одрегам рецензентите, да ги барам, толку некош трае 30 мейла треба да се испратат за да се добијат 20 рецензенти, тоа може да трае и со денови да се најдат. 20 кои што ќе прифатат, нели, за без пари да го рецензираат трудот. Потоа уредникот го креира бројот, реков, се одредуваат рецензентите, рецензентот го добива тој автоматизиран имейл, како што видовте во претходното предавање, ја прави рецензијата, потоа поднесува рецензијата на посебни формулари и дава одредени препораки и коментари кои што се само до уредникот, а потоа уредникот тие ги препраќа дали во иста форма или во некоја скриена собствена форма до самиот автор за да го подобри трудот. Од минатата работилница веќе видовте како води тој процес на рецензирање, јас тука нема да се задржувам. Доколку ги исполнува стандардите за списанието, уредникот одлучува да ќе го прифати трудот, испраќа имейл до авторот дека е трудот прифатен, но најчесто има minor fundamental changes или minor changes и така натаму, така што во нашето списание речи си да не се случило да веднаш биде прифатен трудот, туку по одредени корекции. Не е предвидено, но ќе напоменам дека rejection rate, односно стотката на одбивање кај нас стигна до некои си 60%, кои што според препораките на Thomson Reuters веројатно идеме на добра патека. Но за тоа позицијата главен уредник, сега ќе го цитирам професор Марушич, пријател на професор Ганев и на академик Поменаковиќ, вие ако сакате да имате непријатели, станете главен уредник и тогаш 50% ќе станат. Затоа процентот на моите пријатели под наводници малце се намали во последните 8 години, додека сум главен уредник на ова списание. Потоа се праќа копија до техничкиот уредник. Техничкиот уредник и авторот, нели, го шминкаат трудот да стигне до една финална прифатлива фаза. Потоа се испраќа на лекторирање. Ние имаме посебни лектори за македонски, бидејќи е двојазично, и за англиски јазик, што уште повеќе усложнува работата и покрај моите интенции да идеме само на англиски, но дел од повозрастните професори уште се на мислење дека треба да остане македонската верзија. Уредникот ја прегледува состојбата на трудот од техничкиот уредник кој што му ја подготвил. Техничкиот уредник го уредува фајлот со имейлови, за да може автор да го дозреди трудот и конечно едитира самиот автор и го праќа до уредникот и уредникот комплетира трудот на лејаут уредникот, оној кој што се грижи за финалната верзија. И сега го е нешто непредвидено. Уредникот го прави распоредот по секции за објавување, како иницира лекторирањето завршило, го иницира уредувањето и ја прави содржината на бројот. Лејаут уредникот ги креира полињата, дали ќе имаме само PDF, дали ќе има HTML, некои идат и со MP3 верзија, аудио, и ги поставува нив како датотеки. Овде имате како сето тоа изгледа, малко е поситно, бидејќи е скенирано и јас во интерес на времето не се определени за онаа практична варијанта што веќе професор Здравковски ја направи, тоа е добар потек, но мислам дека ќе го пробиев на дозволено време 30 на минути, затоа и вака со веќе скенирани слики од слайдови од самиот OGS систем. На крајот уредникот може сам да ги движи трудовите по секции или тематики, да ги поставува по реден број, во зависност од која до која страна е.
изгледа отприлика како изгледа труд во HTML верзија во OJS. Во нашето списание го нема тоа, но ми имаме PDF и абстракти. И на крај пројот е финализиран, готов, припревен, подготвен за да се публикува. Главниот уредник е сочува табелата со содржина. RSS Atom фидовите автоматски ги генерира овој OJS систем и тука имате еден од нашите предпоследниот број, волумен 17, број 1.2, тој некаде излезе во март. Како иде содржината, значи предговорот, па иде рубриката Special Education Professional Scientific Issues, па Medical Treatment, психолошка рубрика и така натаму. Имаме и ние рубрика за новини, информации кои што не се рецензира, се разбира, и имаме рубрика за објавени абстракти од магистерски и докторски тези, кои што исто така не се рецензира, бидејќи претходно е рецензирано или за магистерска или докторска програма. Што не може да го направи OJS, бидејќи не е толку идеален, малку го испофалевме денеска, но сепак има и своји недостатоци. Нема алатки за техничко уредување или распоред, има само алатки за управување со процесот. Мора да имате претходно кривени PDF или HTML файлови со други програми. HTML не е лесно, знаем професор Спировски да се едитира. Уште потешко е XML и доста чини да се направат XML файлови, така да ова е малку дискутабилно. За она ниво на едуцирани IT кои што ги имаме во Македонија, морам да кажам дека многу малку од информатичките инженери го познаваат академското издаваштво. И може би се добри инженери во областа, но никој или многу малку од нив се бават. И затоа имаме и проблем во тоа. Ретки се тие Марија и како Бајдин дизајн и Спировски и така натаму. Не може да поставувате документи и слики надвор од пропишаните места во текот на работата и мора да го направите техничкото уредување надвор од системот и повторно да ги подигнете сега и така комисията. Тоа ми биде како некои недостатоци и можни слабости. Стравот дека уредништвата ќе ги загубат приходите од печатените верзии, а повише важи за западноевропските и Америка, кои што ги продаваат. Тука кај нас, колку што знам, продажба и тяга немаме расписаниева, во смисла на хард копи. Ако се плашат дека ќе, ако списанието стане со отворен пристап, дека ќе се изгуби тие приходи, иако општо е познато, има и доста трудови правени анализи, дека списанието со отворен пристап во последно време повеќе се цитираат и се зголемува бројот на читатели и циркулацијата на знаењето. А главна цел е во науката да се подигне циркулацијата на знаењето преку ваков отворен пристап. Знаеме дека ние во Република Македонија немаме пристап на Web of Science. Нашите библиотеки се тешко се преплатуваат на одредени списанија, нема достаточно средства. Друг недостаток или слабост би можел недостаток на IT инфраструктури или финансиски средства. Еве, денеска разбрав, например, дека IT, техничарот на филозофски факултет, поднесол отказ, бидејќи се нашол подобра работа, која што е доста поплатена од таа што е било, и сега нашето водство треба да бара нов IT, кој што доста од работите, например, сам јас кај Марија до сега не сум барал одредени услуги од овој дел, туку се стварањам со нашите IT инженери или со некои други од нас пријатели, се по пријателска база. Никој не го прави тоа за без пари. И многу малку го прават за многу малку пари, обично IT инженерите така се навикнати да бараат доста средства за да направат достапно услугата. Тоа би бил еден од проблемите, значи финансиите, и други пречки вклучуваат несигурност околу авторските права и недостаток на поддршка за рководење и техничка поддршка, што ја ви го кажа сега можноста за слаба техничка поддршка, и стално дека мора би некого да обучувате. Филозофски факултет во последните 5-6 години смени 3 или 4 IT. Дел не беа сериозно им даде отказ, дел сами се подлекуваат. Но тоа е тој проблем. И на крај сме. Мислам дека сме во времето, заклучоците. Сметам дека треба да создадеме система за отворен пристап, тоа го правиме во последните 6 години. Група луѓе, колеги, потребно е зголемување на бројот на списанија и кои ќе го користат
организација на оваа работилница, со добро дефиниран проток на работа и функционалност лесна за користење списанијата со отворен пристап, лесно може да се постават за користење во употреба на системот. Повеќе јазичен систем е, може други македонски, видовте во почетокот од колешката Марија, може да привлече многу луѓе од неанглиско говорно подречје на компјутер или на интернет овој систем и колку повеќе списања со отворен пристап има во Македонија,